Секоја балканска држава смета дека треба да биде поголема од што е. Би не бил потребен барем уште еден балкански полуостров за да се задоволат сите. Но никоја не смета дека треба да им земе нешто на другите, само дека треба да си го врати своето. Сите држави имаат историски аргументи дека треба да бидат поголеми. Стари мапи, камења од розети, пророштва и сведоштва, манастирски списи и особено книги што се чуваат во западни музејски библиотеки, каде што вистината се крие за да не излезе на виделина. Сите исто така имаат замислен непријател, масони, илуминати, Ватикан, Билдерберг, англиската круна, некој што со векови работи и крои заговори против нивното обединување за да ги спречи да станат голема и силна држава што би го покорила Балканот, а потоа и светот. Сите овие држави се на долните европски скалила според секој аспект со кој се мери квалитетот на животот или животниот стандард, но не ги бараат причините за ова во тоа како ги водат нивните политичари, туку во фактот дека не се обединети. Веруваат дека токму делот што им фали е клучен за да станат моќни и просперитетни. Секогаш тоа е најплодното поле, најбогатите планини, излазот на море, стратешките позиции или светите места, кои би требало веројатно со некоја магична сила да направат државите да процветаат и да ги покорат другите, ама нивната сила со сите средства се чува затворена и не и се дозволува да се ослободи. Но деловите што фалат не се ниту исчезнати, ниту потопени, ниту префрлени на друг континент. Тие се под власт на некоја друга балканска држава, па колку и да се плодни, богати, стратешки или волшебни, ниту неа не успеале да ја извадат надвор од калта. Има една држава среде Европа, толку мала што едвај се гледа на картата. Заглавена е меѓу карпи и планини, завеана во снегови, едвај некоја нива да има, опколена со големи држави и оддалечена околу 200 километри од најблиското море. Според сите балкански географски стандарди би требало да е пропадната, ама не е, се вика Швајцарија. Има една друга држава што зафаќа речиси цел полуостров, а доминира и над тоа што не го контролира. Влада и со земји што се нејзини и со територии што бараат да се отсепат. Има широки плодни полиња, богати планини, 2 мориња, океан. Стратешки не може да биде подобро позиционирана дури да сака, а и со светци е во суфицит. Па сепак, со години се дави во новата европска кал и никако да излезе. Се вика Шпанија.